Јас сум денес единствениот што успеав да дојдам од бројните вработени што беа задржани од обезбедувањето во ФН индустрија со една цел – да дадеме поддршка на судот и на институциите што побрзо да донесат одлука и да не дозволиме повторно да бидеме изманипулирани од фирмата Енекот, која 3 месеци не лажи и никако да исплати плати или пак да даде прифатлива понуда, а само бара понатамошни одлагања од судот. Со ова ни се нанесува директна штета нам како на вработените, а секако и на фабриката која сега треба да работи, но и на сите кредитори кои имаат огромни долгови за наплата. Верувајте, не беше лесно да дојдам, но ги представувам сите 850 работници на ФЕНИ. Раководството на комбинатот направи се за да не спречи во оваа намера од закана и притисоци за бркање од работа до недавање на превоз за да дојдеме, па кај бесплата од сопствени средства собиравме пари за да можеме барем дел да дојдеме за да испратиме јасна порака, а таа порака е судот да не дозволи на тамошно одлагањето се на наша штета, колку побрзо судот донесе инвеститори кои ќе ги превземе сите обврски во кои испаѓаме, ние како вработени и нашите плати. Сакаме и да истакнеме дека покренавме постапка за промена на синдикалното раководство, зашто председателот воопшто не постапува во согласност со нашите интереси. Напротив, сите негови изјави се диктирани од раководството на ФЕНИ и Енекот. Тој воопшто ниту не консултира, ниту не информира за неговите постапки, дури и вчерашната негова изјава е дадена скришно и надвор од фабриката. Затоа ги молиме медиумите во иднина да не ги земаат предвид неговите изјави како представник на синдикатот и работниците, туку како представник на сегашниот менеджмент и бугарската Енекот, и уште ги подсетуваме институциите дека има конкретни виновници што ФЕНИ денес се наоѓа во ваква ситуација, кои успеа да го тргнат вниманието од себе. Бараме надлежните институции во целост да ги истражат нивните постапки и соодветно да одговараат за штетата. Зошто не избирате нов синдикат, ако веќе не го сметате палитар за легитимен представник? Па чекаме да помине рочиштето па да видиме што ќе одлучиме.